Тие парламентарни избори колку пати прави во другата партија? 3 пати. 3 пати му го продолжува мандатот на премиерот, само пој. Тие го направи 11 години на власт. Па погода нема. Мислам дека му е преку глава и мислам дека е доволно и не се потребни. Треба на држава да и се дозволи малце економско да зајакни и да оди напред. Тие го знаат политичарите, народот. За мене не е моментот. Гласот на Америка ги праша подпредседателот на СДСМ Дамјан Манчевски и генералниот секретар на ВМРО ДПМН Игор Јанушев што мислат за нови парламентарни избори, кој всушност е барање на опозицијската партија. Тоа е главната причина за која што инсистираме на предвремени парламентарни избори. Од една страна и можеби и најбитно во моментов е да ги спречиме сите овие штетни политики кои што оваа влада предводена од Зоран Заев ги носи за Република Македонија, почнувајќи од промената на уставот и промената на уставното име на државата. СДСМ е секако подготвена, избори во Македонија секако ќе има, без разлика дали се само претседателски или парламентарни. Одлуката не е лесна, но од друга страна се кочат и вака одредени реформски процеси, така да како што веќе кажавме, ќе ги разгледуваме сите опции. Во однос на наследникот на актуелниот шеф на државата од СДСМ вела дека се уште ги прават потребните анализи околу тоа и дали би излегле со дуј со заеднички консензуален кандидат. Од ДПМН е пак дека на конвенција на 16 февруари ќе го изберат нивниот кандидат. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.